На денешен ден, 11 септември. – 1524 година. Роден е францускиот писател Пиер де Ронсар, француски писател од времето на Ренесансата, водач на поетската школа Плејада. Главни негови збирки се оди, химни, елегии и други. Умрел на 27 декември 1585 година. 1862 година. Роден е американскиот писател Вилијам Сидни Портер, познат како Охери, творец на специфичниот жарн, кратки хумористични и малку иронични приказни со неочекуван крај. Објавил околу 600 приказни и 11 книги, повеќето за животот на жителите на Њујорк. 1905 година. На битолскиот Ад Пазар турците го обесија Александар Турунџиев, македонски легендарен војвода. Турците го фатија со помош на предавници и го осудија на смрт. Меѓу најзначајните негови вооружени акции е нападот на железничката станица во Врбени, Леринско, заедно со здружениот одред од 200 востаници на Ѓорги Попхристов и Михаил Чаков. Роден е во селото Врбени во 1872 година. 1922 година. Прогласен е британски мандат врз Палестина, зашто арапите објавија ден на жалост. 1944 година. Струмичкиот партизански одред ја ослободи Струмица и околните села. 1944 година. Ослободен е Ресен. 1948 година. Умре пакистанскиот државник Мохамед Али Џин, основач и прв претседател на Пакистан. 1973 година. Во фашистичкиот заговор што го организираа домашните и странските реакционерни сили е убиен Салвадор Аленде, претседател на Чиле. Во обколената претседателска палата Аленде го одби барањето на пучистите да се предаде во замена за животот. На своето последно боиште е најден мртов. Роден е во 1908 година. 1991 година. Председателот на СССР Михаил Горбачов го најави заминувањето на советските војници од Куба. 1996 година. Република Македонија и Бахрейн воспоставија дипломатски односи на амбасадорско ниво. 2000 година. На привремената караула код Рафура на македонско-југословенската граница кон Косово дојде до серија инциденти во кои непознати вооружени лица пукаа кон македонските граничари. 2001 година. Исламски терористи во САД киднапираа 4 патнички авиони и изведоа најголеми терористички напади во историјата. Двете кули на светскиот трговски центар во Њујорк потполно беа урнати кога во нив удрија 2 авиони. Третиот авион со едното крило допре до зградата на Пентагон во Вашингтон, а четвртиот после борбата меѓу патниците и киднаперите се урна во Пенсилванија. Во нападите загинаа најмалку 2973 лица. САД за нападите ја обвинија терористичката мрежа на Ал-Каида, на саудискиот исламски терорист Осама Бин Ладен. 2001 година. Почина шведскиот министер за надворешни работи Ана Линд. Таа претходниот ден се здоби со повреди, кога непознато лице ја нападна и избоде со нож додека пазаруваше во една стоковна куќа во центарот на Стокхолм. 2007 година. Во Виена умре Джо Завинул. Роденото име му е Джозеф Ерих Завинул, австријски пианист и композитор, еден од највлијателните џез музичари на денешнината. Тој на 2 пати беше учесник на Скопскиот џез фестивал во 1994 и 1996 година. Роден е во Виена на 7 јули 1932.